Чешмите со топлата минерална вода од изворот во Проевце ќе бидат реконструирани, за што веќе е нарачан и проект. А со новиот ребаланс на буџетот на општина Куманово се предвидува и реконструкција на неколку улици. Ќе се нарача и идејно решение за реконструкција на Зелениот парк. Ова на една од последните седници на Советот го истакна градоначалникот Максим Димитриевски, кој вели дека проектот кој го најавуваше пратеникот Мартин Костовски преку социјалните мрежи е некомплетен. Имав средба со собствениците на таа концесија пред неполни месец дена и поразговаравме околу надлежностите во делот на концесијата. Нивното толкување е дека всушност они се концесионери и на водата, но дополнително и на просторот кој што е околу самиот објект. Нашето толкување беше дека ние сме собственици на градскиот парк и на чешмите, го расчистивме тоа прашање и веќе во следна фаза нарачавме проекти за реконструкција на чешмите и дополнително сме во насока на изработка на идејно решение за реконструкција на постоечкиот зелен парк кој што е таму. Градоначалникот, одговарајќи на прашања на советничката Анета Шандева-Доневска, рече дека таму ќе има реконструкција на улици што е предвидено и во програмата. Ќе успееме и да преземеме посериозни санации на постоечкиот пат кој што во моментов се наоѓа во многу лоша состојба од поранешна Стара Бања Куманово до некаде хотел Куба, каде што за жал подобро е да не се отиде бидејќи се личи на се само на една уредена локација. Не наликува на Чернобил, но тоа е тоа кога државата своевремено водеше постапки и ги отпочна постапките за стечај на Бисерка, која што се уште е во стечај, денеска таа се наоѓа во состојба каква што е. Објектот е во собственост на Управа за јавни приходи. Според мои информации неколку пати се обидуваат да го продадат, нема заинтересирано лице, бидејќи самиот објект да се сруши чини поскапо отколку би чинела вредноста да се изгради нешто такво слично. Што се однесува до локацијата околу поранешниот хотел Куба, Димитриевски вели дека е неисплатливо да се инвестира, ниту да се урива објектот, а дека околината наликува на Чернобил.